Следниот добитник на награда е од областа на убавиот збор, литературата. И досега објавил повеќе од 30 книги, или точно 42. Главно поезија, преводи, романи и една книга историја. Го превел, например, и персискиот поет од 13 век Руми, а за тоа е потребно многу знаење. Последна му е книгата за деца Малата мечка и Големата мечка. Редовно објавува постови и на социјалните мрежи и тие негови демек случајни и небитни белешки се често најсвежото нешто што може да се прочита во денот. Во време на рамнодушност кон поезијата, тој повторно го враќа вниманието кон убавиот збор. Дами и господа, Златна Бубамара за писател за Тихомир Јанчовски. Благодарам, Сашко. Му благодарам и на Радио Бубамара што ме удостои со оваа награда. Јас не сум личност од естрадата, ниту сум глумец како почитуваниот Сашко, но сепак ете и јас добивам една ваква награда и тоа е убаво. И за мене голема работа. Во мојава уметност не се битни децибелите, не се битни појачалата, светлата, туку битен е самиот збор и чувството или мислата што ја буди. Секој што ќе дојде овде, кога ќе прими награда, треба да каже нешто паметно или убаво. Јас не можам да смислам нешто друго во моментов, туку ќе кажам една песна, и тоа не моја, песна од Блаже Конески, многу различна од Тешкото. Тешкото е торжествена песна, така малку и епска, а ова е песна која е проста и строга. Песна на која ништо не може да и се додаде, ниту да и се одземе, бидејќи со самите своји зборови таа е совршена. Песната се вика Разделба. Нам ни е дадено за ден да сакаме, и пак на разделба тажни да бидеме, и пак си велиме, не заборавајме, а може никогаш да не се видиме. Пат ќе ни препречат градови изгорени, пат ќе ни препречат мостови соборени, пат ќе ни препречи куршумот чело. И пак сме можеле тажни да бидеме, и пак си велиме, не заборавајме, а може никогаш да не се видиме. Благодарам.